Добро вечер во вториот дневник на Канал Плюс телевизија. Еве ги настаните на денот. Започна изградбата на третата поред фабрика во тир зоната во Штип. Италијанската Кондево идното лето треба да започне со работа и да вработи околу 250 лица. Две улици во Беровско Будинарци се асфалтирани. Во Штипската населба Железничка се асфалтира главната улица. Временските прилики поволни за инфраструктурни проекти. Утре е првиот академски ден за студентите од прва година во мултимедијалниот центар на Угада, свеченост за бруцошите. Останатите студенти со настава почнуваат утре напладне. Започната е изградбата на фабриката Кондево во тир зоната во Штип. Ова е трета фабрика во оваа зона, инвестиција на италијанска компанија за производство на болјари. За околу една година, откако ќе заврши изградбата на објектот, во Кондево треба да се вработат 250 работници, во поголем дел машка работна сила. Изградбата на италијанската фабрика Кондево во Штипската тир зона е резултат на стратегијата за привлекување странски инвестиции, која владата на Република Македонија ја започна во 2006 година и дава резултати повисоки од очекуваните, истакна премиерот на Република Македонија Никола Груевски. Кондево е уште една во низата компании кои ги препознаа бизнис условите и поволностите кои како влада ги креиравме за домашните и странски инвеститори, истакна Груевски. Освен инвестиција од минимум 30 милиони евра и нови минимум 280 вработувања, премиерот Груевски ги истакна и останатите поволности од работењето на фабриката Кондево. За поздравување и најавата на компанијата за инвестиции во образованието, преку отворање на програми за стипендирање на млади, можности за стекнување на приправничко искуство, како и соработка во истражувачката дејност со Техничкото училиште и со Универзитетот Гоце Делчев во Штип. Почетокот на изградбата на Кондево е резултат на тимска работа на повеќе министерства во владата, која, како што истакна Груевски, го разбира бизнисот. Ние сме влада која е пријателски настроена кон бизнисот, која го разбира бизнисот, која се става во негова кожа. Затоа што познаваме влади кои што не се чувствувале така кон бизнисот. Го гледале како страно тело, го гледале како некои што многу прават пари и нема што со нив да им се помага и така натаму. Не, оваа влада знае дека бизнисот и компаниите се тие кои ги отвараат новите работни места. И дека ако сакаме невработеноста да се намалува, тоа ќе го ствариме само со поддршка на бизнисот, со намалување на даноците, како што тоа го правевме и ќе го правиме, со подобрување на бизнис климата, со намалување на бирократијата, со добар однос кон нив, со излегување во пресред на сите нивни барања каде што тоа е можно. И со ставање секогаш во нивна кожа, кога имаат некој барање или некој проблем. И со давање максимум од наша страна да се привлечат, да се донесат, да им се помогне и потоа да бидат задоволни. Затоа што ако се задоволни, ќе има и други компании. Ако не се задоволни, компаниите што ќе дојдат да разгледаат дали е добро тука да се гради, ќе ги прашаат нив како се чувствуваат тука и ако добијат лоша препорака, нема тие да одлучат во Македонија, независно што ќе им каже Джери Наумов, Веле Самак, Зоран Савевски или Никола Груевски. Оваа странска инвестиција во Македонија е благодарение на презентацијата на поволностите за инвестирање во Македонија, која пред 15 месеци Джери Наумов, министерот во владата за привлекување инвестиции, ја имал на Сицилија, каде за прв пат контактирал со семејството Джианони, собственици на фабриката. Кондево вложува огромна капитална инвестиција од 30 милиони евра, што го вклучува и нивниот модерен објект со целосно приспособени и автоматизирани производствени линии. Кондево ќе обезбеди професионално вработување за околу 280 луѓе, меѓу кои инженери, технички работници и менаџери, што ќе бидат потребни за управување со софистицираната машинерија и производствените линии. Нивните вработени ќе добиваат интензивна обука, стекнувајќи се притоа со деловни практики од работењето со оваа иновација на ефикасна технологија за топлинска кондензација, вклучувајќи ги тука и нивните 3 ново патентирани производи. Which includes 3 new patented products.
Рафаеле Джианони се заблагодари на сите институции кои биле вклучени во проектот на започнување на изградбата на нивната компанија во Македонија. Looking back, and especially Гледајќи наназад, особено додека размислувам за големата работа што се заврши во изминатата година, не ми се верува дека само пред помалку од една година започна оваа неверојатна и храбра авантура и дека стигнавме тука за рекордно време. Речиси е невозможно да се опише во кус говор огромната работа што јас и мојот тим и Джири и целиот негов тим ја завршивме со цел да овозможиме да започнеме со оградбата на овој важен објект за помалку од една година. did in order to make us begin the construction of this important facility in less than 1 year. We hope, Mr. Prime Minister, Се надевам и би сакал да ви кажам на господинот премиер и на сите министри тука како предприемач од друга земја дека оваа политика на поедноставување на бирократијата, овој став за приближување до предприемачите, овој однос на слушање на нашите потреби, сите овие здрави деловни дејства ќе продолжат за Македонија да може да напредува и да расте, а со тоа и Кондево групацијата. and Macedonia can grow together. Собствениците на Кондево се доста внимателни со принципи на домаќинско работење, истакна министерот за финансии во владата на Република Македонија Зоран Ставревски. Одеат шекор по шекор. Првично кажаа дека им се допаѓа тоа што го виделе во Македонија, но исто така има и голем број на прашања со кои што дополнително ги уверивме дека Република Македонија е вистинското место за нивната нова инвестиција. Таа инвестиција е исклучително значајна и за самата компанија, но и за Република Македонија. Ставревски најави нови италијански инвестиции во Македонија. Сега со почитуваниот амбасадор разговаравме за тоа дека некако септември, а тој ми кажа и октомври ќе биде обележен со инвестиции од италијански инвеститори во Република Македонија. Го имавме Диатек, денеска го имаме Кондиво, ќе го имаме Технохозе и некои други потенцијални инвеститори, што е еден добар и голем знак за пријателството и поддршката што Република Италија ја дава на Република Македонија во напорите за економски развој на земјата и остварување на нашите амбиции во однос на европските и евроатлантските интеграции, а сето тоа подразбира повисок економски развој, повисок стандард, решавање на проблемот на невработеноста и општо економски развој на Република Македонија. Фабриката Кондево е семеен бизнис, која со производство во Македонија треба да започне по една година, при што ќе бидат вработени стручни лица од поширокиот регион. Невработеноста во Република Македонија е сведена на рекордно ниско ниво. Кога ВМРО ДПМН дојде на власт во 2006-та, беше 38%, а заклучно со вториот квартал годинава е 26,8%, истакна премиерот Никола Груевски при денешната посета на тир зоната во Штип. Според податоците на Државниот завод за статистика кој излегува минатата недела за вработеноста во Република Македонија, статистиката покажува дека невработеноста во земјава е на рекордно ниско ниво и тоа за 26,8%. Истото го потврди и премиерот Никола Груевски при посетата на тир зоната во Штип. Јас ќе ве потсетам дека невработеноста во Република Македонија во времето на доаѓање на оваа влада во 2006-та изнесуваше близу 38%. 38% со што имавме највисока, рекордна до тогаш невработеност во Европа. Последниот податок од Државниот завод за статистика од минатата недела покажува дека заклучно со вториот квартал, што значи до 30 јуни, невработеноста е намалена од тие 38 на 26,8%. Премиерот истакна дека ова е резултат на отварањето нови работни места од страна и на домашни компании и на странски инвестиции. Откако е дојдена оваа влада, секој квартал, дури и во време на најголемата светска криза, во 2008, 2009, 2010, дури и во време на силната европска должничка криза, во 2011, 12, па до некаде и во 13. Дури во тие времења, секој квартал, имавме помали или поголеми намалувања на невработеноста. Ако ги следите податоците квартал по квартал, некогаш за 0,1%, некогаш за 0,2%, некогаш за 0,3%, но овој пат и за 0,5% во последниот квартал. Невработеноста се намалуваше и постојано се намалуваше. Затоа што постојано се работеше на отворање на нови работни места, независно дали е тоа со поддршка на домашните компании од страна на владата и со создавање на добри услови за правење бизнис,
или пак со привлекување на странски компании. Па така, дојдовме во ситуација да сегашната невработеност, која се уште е висока, и се уште треба да работиме на нејзино намалување, и тоа ќе го правиме. Но сегашната невработеност дојде на ниво кое е најниско од добивањето на независност на Република Македонија. Воедно Груевски порача дека и во иднина максимално ќе работат за решавање на проблемот со вработеноста, пред се преку градењето на добра бизнис клима, градењето на добри услови за бизнис и прилагодувањето на законите онака како што би било најдобро за компаниите. Асфалтирани се 2 улици во село Будинарци Беровско со средства од општинскиот буџет преку програмата за уредување на градежно земјиште. Општина Берово и понатаму ќе инвестира во инфраструктурно средување на руралните средини. И руралните средини во Берово ја добиваат потребната урбана патна инфраструктура. Нови 2 улици доби село Будинарци. Деновиве заврши нивното асфалтирање, кое се реализираше со средства од општинскиот буџет преку програмата за уредување на градежното земјиште, улици и патишта. Сите тие предвидени проекти кои ги имавме зацртано да бидат реализирани во 2015 година, отпочнаа да се реализираат и секогаш внимаваме да се реализираат проекти таму каде што е потребно за граѓаните, без разлика во каква средина се работи, дали во урбана или во рурална средина. Па така пред една недела се заврши со асфалтирање на 2 улици во село Будинарци и јас мислам дека тоа беа улици кои беа од огромно значење за фреквенцијата, за одвивањето на сообраќајот на граѓаните во село Будинарци, зашто сепак сите граѓани заслужуваат во 21. век да одат по асфалт, да не газат по кал и да имаат подобри услови за живење, без разлика што живеат во село. Асфалтирана е улицата од регионалниот пат Берово-Виница до селските гробни површини во должина од 170 метри и широчина 3,5 метри. Втората асфалтирана улица во Будинарци поврзува 2 претходно асфалтирани улици во центарот на селото. Должината на оваа улица е 120 метри, а незината широчина, согласно состојбата на теренот, изнесува 3 метри. Продолжуваат инфраструктурните зафати во Штип. Почна асфалтирањето на една од главните улици во населба Горна Железничка. Претходно беа асфалтирани улиците во Долна Железничка. Вредноста на проектот е околу 3,2 милиони денари. По завршување на асфалтирање на улиците во Долна Железничка, општина Штип од денес продолжува со активностите за асфалтирање на една од главните улици и во Горна Железничка. Вкупната должина на асфалтирани улици во Горна Железничка бие 560 метра комплетно нов асфалт и околу 350 метри надградба на постоечки асфалт. Цената на чинење на проектот е околу 4 милиона денари. Изведувач на активностите е Коле Транс Инженеринг. Жителите од оваа населба веќе 30 години се во исчекување да добијат асфалт. Велат дека овде живее претежно млада популација и е неопходно да оваа населба добие нов урбан лик. Преку 30 години го очекуваме ова нешто. Иначе, многу е жалосно беше за оваа населба, бидејќи кога тргнат децата одеа порано со чизмички до асфалтот, па да не бидат засрамени во школата и работничките. Ово е долго очекувано и сме преблагодарни што испаднаа во сусрет да ни излезат да го асфалтират овај пат колку толку значи. Тука, пошто живеам, гледам, може би преку 50 работници минат и преку 60-70 деца, што треба да мисли веќе општината дека треба и некоја школа или нешто друго трето да иде во иднина. Перспективата е тука. Имаме населби кај што се мртви, кај што нема толку младо население, а овдека е се млада популација и жалосно е што до сега не излегува во сусрет. Според динамиката на работата се очекува до крајот на неделава улиците да бидат комплетно завршени. Потоа следува асфалтирање на пристапниот пат до еврејските гробишта. Градскиот стадион во Штип започна да се реконструира, но ниту јавноста, ниту Советот на општината не ја знаат содржината на договорот склучен помеѓу општина Штип и Фудбалската федерација на Македонија, обвинија од СДСМ Штип на пресконференција. До денеска ниту јавноста, ниту Советот на општина Штип не се запознаени со содржината на овој договор. Не се знае дали има изготвено идеен и основен
проект. Не се знае дали е избран изведувач и на кој начин е направен избор. Преку каква спогодба? Кој ќе финансира и колку? Бидејќи општина Штип има превземено обврска да учествува со 50% во реконструкцијата на стадионот, градоначалникот Захариев е должен да одговори дали и на кој начин се обезбедени 350.000 евра, колку што обврската на општината. Музеот Теракота во Виница 5-та година ги продолжува истражувањата на локалитетот Коколофрит. Наодите кои беа откриени во изминатите 4 години се дополнителен предизвик за археолозите да продолжат со нови откритија кои даваат нова слика за археолошката карта од Истокот. Култното праисториско светилиште Коколофрит кај Виничка Кршла 5-та година е во фокусот на археолошките истражувања од страна на Музеот Теракота. Наодите кои беа откриени во изминатите 4 години се дополнителен предизвик за археолозите да продолжат со нови откритија кои даваат и нова слика за археолошката карта од Истокот. Продолжуваме со истражувањата од 2014 година, кога во основата доле на тумулот 1 откривме светилиште од бронзеното време, односно карпата изделкана во форма на круг и на периферијата од карпата имаше ритуални јами во кои пронајдовме голем број на керамички садови, а еве оваа година имаме и еден гроб од бронзеното време. Со истражувањата 2014 година на периферијата на Тумул 1 се истражени 5 гроба со скелетно погребување од преодниот период и 5 со кремирање од римскиот период. Бил користен уште во раното бронзено време, тоа е третиот милениум, втората половина на третиот милениум пред нашата ера. Бил користен за погребување и како светилиште. Во континуитет имаме и од бронзеното време, раното бронзено време, наоди и светилиштето и погребување од 8 век пред нашата ера врз основата на првиот тумул погребување кои што беа откриени уште првата година на истражувањето и имаме откриени 10 кремации погребувања од римскиот период, односно од 2 до 4 век од нашата ера. Археолошкиот локалитет Коколофрит се наоѓа во непосредна близина на селото Виничка Кршла, а за прв пат во археолошката карта на Македонија е нотиран 1978 година како тумуларна некропола од железното време. Музеот Теракота организираше изложба со откриените наоди, а научните сознанија беа презентирани на археолошки научен симпозиум. Министерството за култура е главен покровител на овие истражувања, а не изостанува и поддршката од општина Виница. Утре започнува академската година на државните универзитети. На Универзитетот Гоца Делчев утре во мултимедијалниот центар на Угада во 11 часот и 30 минути ќе има свечен прием на студентите од прва година. За останатите студенти, првиот академски час ќе се одржи точно напладне на сите факултети на Угада. По најавата на германската канцеларка Ангела Меркел дека ако не се постигне договор за солидарно згрижување на бегалците по квоти во цела Европска унија, ќе биде доведен во прашање Шенгенскиот договор за безграничната зона, одредбите од Шенгенскиот договор за слободно движење низ границите привремено не важат на германско-австриската граница, каде повторно секој патник ќе мора да покаже пасош или лична карта. Од вчера на граничните премини во Германија се спроведуваат гранични контроли, а исто така во застој и железничкиот сообраќај од Австрија кон Германија известува британскиот Гардијан. Само во саботата во Минхен, престолнината на покрината Баварија на југот на Германија, кое е првото место каде бегалците пристигнуваат, регистриран е рекорден број на 12.200 бегалци. Од почетокот на годината во Германија пристигнаа 450.000 бегалци, а до крајот на годинава германската влада очекува 800.000 нови бегалци.
Министрите за правда и внатрешни работи од земјите членки на Европската унија ќе се сретнат денеска во Брисел на вонреден состанок посветен на решавањето на бегалската криза. Министрите ќе разговараат за планот за солидарно прифаќање на околу 160.000 бегалци од земјите зафатени од војна од Блискиот Исток и Африка, кој минатата недела го представи председателот на Европската комисија Жан-Клод Јункер. Неколку централноевропски и источни членки на Европската унија веќе изразија остро противење на планот, кој подразбира задолжителни квоти за сите држави од Европската унија во зависност од нивниот капацитет за прием на бегалци. Властите во Калифорнија прогласија вонредна состојба во оваа сојузна држава на западниот брег на Соединетите Американски држави заради серијата пожари што и натаму се шират. Илјадници луѓе мораат да ги напуштат своите домови. По моментов има 12 активни пожари, од кои 2 се особено опасни на околу 160 км западно и источно од Сакраменто. Овие пожари уништуваат стотици куќи, а во нивното гасење се ангажирани илјади пожарникари. 4 пожарникари се повредени додека се бореле да го задржат брзото ширење на шумскиот пожар, а работата на пожарникарите ја отежнува ветрот кој достигнува брзина и до 48 км на час. Шумскиот пожар, наречен Огнена долина, што пред 2 дена изби во областа Лејк Каунти, северно од Сан Франциско, брзо се шири на околу 10.117 хектари, соопштува Калифорнијското министерство за шумарство и заштита од пожари. Она што не успеа да го направат македонските борачи на светското првенство во Лас Вегас, каде 5 наши репрезентативци доживеа 5 катастрофи, му успеа на каменичанецот Бошко Стаменковски. Тој во категоријата до 75 кг М1 во пауерлифтинг со 130 подигнати килограми успеа да го освои златниот медал. Со тоа, како што навести претходно во неговата изјава за Канал Плюс телевизија, тој се представи во најдобро светло и себе, но и Република Македонија, а со тоа и општината Македонска Каменица. Со овој успех Стаменковски во период од нешто повеќе од 12 месеци успеа од балкански prvак да стане европски шампион, за да сега го достигне најголемиот успех во својата кариера – златен медал на светското во Лас Вегас. Ретки се луѓето кои во подоцнежни години од животот се нафаќаат да се занимаваат со овој спорт, а неговата посветеност и упорност е доказ дека кога се сака нешто, тогаш и може да се постигне. Фудбалскиот клуб Брегалница по 4 претрпени порази вчера ја забележа втората победа на гости против екипата на Металург Скопје со резултат од 3:0. Стрелци на головите беа Стојанов, Нацев и Митрев. Водството против Металург го отвори Дарко Стојанов во 5-та минута. Во рамките на 6-тото коло во првата македонска фудбалска лига, Вардар обезбеди убедлива победа против Хоризонт Турново со резултат 5:1, а тоа беше познато уште во првото полувреме со 4 постигнати погодоци. На останатите надпревари, Работнички испушти победа против Шкупи, откако водеше до 86-та минута, а Брегалница и Младост Царев двор беа убедливи против Металург, односно Силекс. На табелата Вардар е прв со 16 бода, втора е Шкендија со 12 бода, Силекс е трет со 10 бода, четврти се Царев двор со 8 бода, еден помалку имаат Шкупи кои се пети, Работнички е на 6-та позиција со 7 бода, Брегалница 7 со 6, Турново 8 со 5 бода, а Реново и Металург се на последните две позиции со по 1 бод. Екипите на Брегалница, Голакот, Делчево и Плачковица од Радовиш ја запоседнаа првенствената табела во третолигашката фудбалска источна конкуренција. Новите победи тие ги забележаа над тимовите на Осогово, каде Брегалница нагости славеше со 1:0 и победа обезбедена над Овчеполе, во која Плачковица славеше дома со 3:0. Стрелец на погодокот за Делчевчани беше Пешовски во 91-та минута. Гол кој беше постигнат откако Пешовски убаво во празно беше проигран од неговиот соиграч, а потоа тој со одмерен удар ниско по земја ја затресе мрежата на немокниот домашен голман Лазаров. Во останатите надпревари, едни од првите фаворити за првото место во третолигашката конкуренција, екипата на Беласици и Академија Пандев, ги поделија бодовите на теренот на Беласица. Висока победа славеше тимот на Слого од Виница, кој што со 6:1 го совладаа тимот на Карбинци. Уште два нерешени надпревари имаше во рамки на третото коло од третата фудбалска лига Исток. Саса и Напредок ги поделија бодовите во Македонска Каменица, играјќи 1:1, додека со најнепопуларниот резултат заврши надпреварот помеѓу Баби и Работник Лозово.
Дневникот заврши, со нови информации се гледаме утре. Ви посакувам пријатна вечер со нашата програма.